Македонскиот идентитет како главна точка на разединување помеѓу Македонија и Бугарија, македонскиот јазик од особено значење. Во текот на минатата недела се појави една резолуција од страна на опозицијската ВМРО ДПМН, која е со цел да го заштити македонскиот јазик, иако властите неколку пати повторија дека за јазикот нема да се преговара. Колешката Весна Велкова-Тодоровска веќе ја гледаме пред законодавниот дом, како што најави колегата Александар, со професорка од педагошки факултет токму на оваа тема. Дали резолуцијата ќе го зачува или гарантира зачувување на македонскиот јазик и што ќе се случува понатаму кога е јазикот во прашање со преговорите? Весна, повели со разговорот. Така е, Крис, овде во собранието вчера опозицијската ВМРО ДПМН достави една резолуција. Македонскиот блок на политички партии резолуцијата ја прифати и рече дека ќе ја поддржи, за разлика од албанскиот политички блок, кој треба, односно се уште размислува и до крајот на денот треба да го каже својот став. Но ова е политичкиот дел од целата оваа приказна околу резолуцијата. Ние со нашата гостинка, професорката Елизабета Бандиловска на педагошкиот факултет ќе разговараме за стручниот, за експертскиот дел од оваа резолуција. Добро утро, професор. Добро утро. Така. Веќе во собранието имаме една резолуција. Политичкиот дел го ставаме на страна, експертскиот сакаме да го така малце на јавноста да го објасниме. Дали е потребна една ваква резолуција за да се заштитат јазикот, македонскиот јазик, идентитет, нели па култура и историја? Така. Точно прашањето за резолуцијата за црвените линии е политичко прашање. Лично како македонист, како професор кој што предава македонски јазик, сметам дека мене лично не ми треба една таква резолуција, затоа што црвените линии се дел од мојата професија, се дел од мене. Че тие се формирале многу одамна, уште во текот на моето студирање, во текот на мојата професија. И верувам дека сите лингвисти, сите македонисти, сите оние што се посветени на македонскиот јазик и култура, смета дека тоа е дел од самите нас како единки. Од друга страна, да речем, еве, би ја поддржала и ја поддржувам затоа што покажува во овој момент еден процес на обединување, нешто што кај нас во нашето општество недостига. Ние повеќе знаеме секојаш да бидеме на различни страни, да дебатираме, а потешко да се усогласиме околу нешто што е клучно во овој момент. Во резолуцијата се предлага македонскиот јазик и идентитет да имаат свој просторен и временски континуитет. Може ли ова да ни го објасните? Што е? Македонскиот јазик си има свој просторен и временски континуитет. Просторниот континуитет се однесува нели на територијата каде што се зборува, значи во границите на нашата држава, но и надвор. Знаеме дека ние имаме и голема диаспора и знаеме дека таму се уште се зборува и се негува, се изучува македонскиот јазик. Така што тоа воопшто така, воопшто не е спорен тој просторен континуитет во однос на временскиот континуитет и исто така, значи имаме наназад текстови, споменици напишани на народен македонски јазик, да речеме таа традиција, нема да одиме многу назад, да речеме 16 век со навлегувањето на народниот македонски јазик во писменоста. Делата во 19 век, да речеме песните на Константин Младенов, да одиме малку во 20 век, збирката на Кочо Рацин, Бели мугри, напишана на македонски јазик, драмите на Васил Илевски, Аристотеле, исто така се напишани на македонски јазик. Така што ние тој континуитет го имаме и не е убаво некој да однадвор да ни го оспорува. Така, малце ти издам од фронтот на резолуцијата, сепак ќе ја спомена. Говориме за резолуција со која ќе се заштити македонскиот јазик, нели идентитет, но секојдневно во секојдневната употреба некако гледаме отстапки, особено нели во она употреба на локално и на државно ниво кога се употребува официјалниот македонски јазик. Тоа го гледаме и во медиумите, еве не се иземам ниту јас себе лично, ако сите комплетно и во училиштата го гледаме со учителите. Што треба да се преземе за буквално македонскиот јазик да биде применуван? Како што треба. Како што треба, да. Јас мислам дека во последниве години, можеби еве и сега во континуитет нанапред, треба повеќе да се посветиме на зачувување на македонскиот јазик и на одбрана на македонскиот јазик внатре во самата држава, затоа што, например, еве, не функционира законот за употреба на македонскиот јазик. На секој чекор се судираме со
ситуации каде што се крши таа употреба, да не зборувам од политички, нели, во односно употребата на езиците, најмногу, значи, во зборувањето, во говорот, во официјална комуникација, во институциите, па дури во училиштата. И она што е загрешувачко, да речеме, односот на младите кон употребата на стандардниот македонски јазик, секако некако доаѓаат со некои, да речеме, кои доаѓаат како студенти на факултет со некое предзнање дека го знаат македонскиот јазик, но во суштина не е така. Повеќе се обрнува внимание на изучување на странските јазици. Македонскиот јазик некако останува знам, меѓутоа тоа знам е далеку од стандардот. И во овој контекст, повторно еве нешто што ќе оди во прилог на резолуцијата, ние треба да работиме на тие црвени линии кај формирањето, значи во раната возраст кај младите. Значи да се створиме некоја навика, создавање, градење на патриотизам и градење на припадност кон сопствената држава, кон сопствениот народ, кон сопствениот јазик, македонски јазик. Тука некак, ако на тој начин, значи действуваме, би имале може би подобри резултати во однос и на зачувувањето во целина и внатре и надвор кога станува збор за самиот македонски јазик. Така, нели не можеме да побегнеме од резолуцијата, таков е нели моментот, така да. Повторно ни се случи нели бугарско вето и така натаму. Значи како ја коментирате јазичната формулација на португалскиот предлог, морам да ја исцитирам, Бугарија да потпише изјава македонскиот јазик дека не постоел до 1944 година и дека во сите идни документи треба да е во согласност со македонскиот устав. Од друга страна пак Македонија да потпише изјава дека македонскиот јазик бил кодифициран дури во 1945 година. Можна ли една ваква формулација? Факт е дека да, македонскиот јазик се знаеме дека е официализиран со одлуките на второто заседание на АСТОМ 1944 година, значи тогаш сме го официализирале како службен јазик во нашата држава. Озаконете, да речам, со нели со донесувањето на македонската азбука, на македонскиот правопис една година подоцна. Пак во сето тоа има политичка заднина. За мене глупаво прашање кога некој ќе ви каже сега вие не можете да зборувате на овој јазик и зборувате на нешто друго. Особено имајќи го предвид фактот, сите ние знаеме до 44-та на кој јазик се зборувало, на кој јазик се пишувало, на кој јазик зборувале нашите баби и дедовци. Значи тоа не е нешто што ние можеме едноставно да го избришеме. Мислам дека тоа не е наш проблем, тоа е проблем на Бугарија. И што се однесува до светот, до Европа, вистината е таа, значи се знае како е, кога е создаден јазикот, која е основата, што се вели запишани сме и во Обединетите нации, стои таму македонски јазик, си има свој код како и сите други јазици во светот, така што навистина е апсурдно ова прашање што ни се случува во моментов од страна на и ни се наметнува од страна на нашите соседи. Тебе прашам како да побегнеме од оние придавки славо македонски јазик? Потоа северно-македонски јазик, северно-македонска нација и така натаму. Еве се прават грешки, но како еве да ги избегнеме тие грешки? Кај меѓународните институции, медиуми и така натаму. Јас не сум политичар, меѓутоа од она што го следам и од она што нели конкретно еве го има во Преспанскиот договор, таму е дефинирано каде точно треба да стои употребата на придавките. Никаде не стои северно-македонски јазик и никаде не стои северно-македонец. Така што и никој не може да ме убеди дека мојот јазик е северно-македонски, туку јас предавам македонски јазик, нашиот јазик македонски јазик и ние сме македонци, не сме ништо помалку од сето тоа. Така што проблемот повторно е политички, повторно е наметнат од друга држава, не е нешто што да речам еве треба самите ние сме свесни кои сме и што сме. Така што се тоа е само една политичка провокација на која што треба да се реагира, за жал, политички и многу. А тука се јазичарите да помогнат и историчарите во сето тоа. Од целата ова, еве, околу овие резолуции па декларации од бугарска страна, веќе се најавува некоја и втора и трета декларација, не е колку, например, овие резолуции и декларации би можела некако да помогнат во целата оваа ситуација да се надмине овој бугарски спор, мислите ли? Дали може да се надминат? Да, не знам, искрено, политиката некогаш знае да поинаку да ги сврти работите. Се надевам дека ќе останеме доследни на она што е наше, на она што е нели вековна традиција, во однос на нашата култура, во однос на нашиот идентитет и во однос на нашиот јазик.
Факт е дека, еве, сме запрени во некој процес на напредување кон некои повисоки европски вредности и цели, ако го земеме како приоритет за членувањето во Европската унија, но од друга страна не е потцена да се откажеме од самите себе си. Така. Ви благодарам на нашиот разговор и вашето учество во нашата емисија. Ви благодарам, беше драго за поканата. Студио, ова беше нашиот разговор со професорката на педагошкиот факултет, или професорка по македонски јазик на педагошкиот факултет Свети Климент Охридски, Елизабета Бандиловска.